Понеделнички минути за најактуелните спортски настани во регионот и пошироко. Добро вечер. Останете овие 30 на минути заедно со нас. Започнуваме веднаш по краткиот џингл. Емил Павлов го заокружи успешниот карате викенд за Македонија и покрај поразот во финалето во категоријата до 60 килограми. Во Австрија и Жарко Арсовски се закити со бронзен медал. Најдобриот каратист од Штип Емил Павлов го заокружи успешниот карате викенд за Македонија и покрај поразот во финалето во категорија до 60 килограми. Членот на карате клубот Штип и поранешен европски првак и трето пласиран од европските игри во Баку, Емил Павлов загуби со 3:0 од србинот Марко Антик во финалето во категорија до 60 килограми од Карате 1 премиер лигата што се одржа овој викенд во Салцбург, Австрија. Останатите македонски надпреварувачи Наташа Стефановска, Жарко Арсовски и Берат Јакупи ги освоија бронзените медали на Карате 1 премиер лигата во Салцбург. Со ова каратистите обезбедија место во репрезентацијата за европското првенство во Монпеле, Франција. Во Австрија и женскиот ката тим го освои бронзениот медал, победувајќи ја Канада со 5:0. Фудбалерите на Брегалница го совладаа работнички со 2:1, најзначаен меч од 27-то коло во првата македонска фудбалска лига на само 3 дена по елиминацијата од Купот на Македонија. Ова се останатите резултати. Фудбалерите на Брегалница ги наплатија сметките и го совлада работнички со 2:1 во вториот најзначаен меч од 27-то коло во првата македонска фудбалска лига. Само 3 дена по елиминацијата од Купот на Македонија, фудбалерите на Брегалница возвратија со многу подобро и помотивирано издание и со триумфот се надеваат на место во плей-офот. На стадионот Никола Мантов во Кочани, гостите од Скопје доцнија со пристигнувањето и мечот почна во 16 часот и 15 минути. По 20 минути игра, штипските фудбалери победува со голот со глава на Танушев. Само 7 минути подоцна, Брегалница го зголеми водството на 2:0. Маријан Алтипармаковски во 65-та минута со убав потек успеа само да го ублажи поразот. Работнички продолжува да игра променливо во шампионатот и известно е дека спас на сезоната ќе бара во финалето на Купот против Шкендија. Битката за шампионската титула во фудбалскиот шампионат на Македонија останува отворена по вчерашното време на црвено-црните конкуренти Вардар и Шкендија, кој одиграа 1:1 на националната арена Филип II во последното 27 коло пред стартот на плей-офот. На врвот од табелата Вардар е прв со 65 бода пред Шкендија, која има 2 помалку, односно 63. Во останатите надпревари беа постигнати следниве конечни резултати: Младост Царев Двор Шкупи 0:1, Ренова Металург Скопје 4:1 и Турново Силекс 2:1. Уште една информација од фудбал. Одиграно е 17-тото коло во третата фудбалска лига Исток. Да ги проследиме резултатите. Високи победи од 8:0 вчера забележаа екипите на САС и Академија Пандев во рамки на 17-тото коло од третата фудбалска лига Исток. САСа на домашен терен го совлада Карвинци, додека Академија Пандев славеше над Работник Лозово. И во останатите надпревари од 17-тото коло во третата фудбалска лига Исток славеа домакините. Напредок Здравје Радово славеше над тимот на Брегалница Голак од Делчево со 1:0, со 2:1 Беласица го совлада Овчеполе. Со истиот резултат Плачковица беше подобра во дуелот со Слога, додека со минимални 1:0 тимот на Баби славеше над Скочански Осогово. Со 88-66 клубски Патриот поразен во првиот финален надпревар од плей-офот во првата женска кошаркарска лига на Македонија. Кошаркарките на клубски Патриот од Делчево со убедлив пораз од 88-66 ја започнаа финалната серија во плей-офот против големиот ривал Бадел 1862. Со лесната победа извојувана на домашен терен во спортскиот центар во Ново Лисиче, актуелните шампионки поведоа во серијата до 3 победи со 2:0. Баделки финалето на плей-офот поради максималниот ефект од 4 победи во дуелите со клубски Патриот во првата лига, сезонава го започнаа со предност од 1:0. Сепак за тимот од Делчево не е се загубено. Следниот надпревар се игра во салата на Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо, што е одлична можност екипата од Делчево да го намали резултатот на 2:1, а потоа во Скопје да се обиде да изедначи и до крајот да обезбеди максимално неизвесен дуел за тоа кој ќе биде првак во првата женска кошаркарска лига на Македонија.
А викендот се одигра и надпреварите, односно финалните надпревари во Купот на Македонија во одбојка. Во женска конкуренција екипата на Работнички освојувач на одбојкарскиот Куп на Македонија, додека пак во машка екипата на Шутова го освои Купот на Македонија против екипата на Пробиштип. Во женска конкуренција екипата на Работнички освојувач на одбојкарскиот Куп на Македонија. Совладан беше составот на Јанта Волеј во големото финале со резултатот 3:0 или по сетови 25-13, 25-23 и 25-15. Во машка конкуренција во спортската сала Софија Петрова во Пробиштип, тимот на Шутова дојде до првиот трофеј во својата клубска историја, откако беше подобар од домакинот Пробиштип, и тоа со резултатот 25-17, 25-14 и 25-23. Општина Пробиштип и одбојкарскиот клуб на Пробиштип Весна Акумулатори се покажаа и како добри организатори на турнирот. Женскиот ракометен клуб Вардар ќе игра против романската екипа Букурешт во полуфиналето во ракометната лига на шампиони. Ракометарките на Вардар го добија Букурешт за противник во полуфиналето на завршниот турнир во Лигата на шампионките, кој оваа година ќе се одржи во Ласло Папа арената во Будимпешта. Втората полуфинална двојка ја формира актуелните шампионки на Европа, ракометарките на Будучност и Гер. Вардарки, кои во претходните две сезони го освојуваа третото место на завршниот турнир, за противник го добија тимот против кого оваа сезона забележаа 2 победи во втората група. Букурешт во четвртфиналето направи вистинска сензација, елиминирајќи го тимот на Ростов Дон. Завршниот турнир во Лигата на шампионките ќе се одигра на 7 и 8 мај. Почитувани гледачи, денешен гостин во Спорт Плюс е господинот Љупчо Чучуковски, првиот лиценциран водич во Југоисточна Македонија и председател на планинарското спортско друштво Голак од Делчево. Господин Чучуковски, добро дојдовте во Спорт Плюс. Добро ве најдов и на почеток значи да ви се заблагодарам што ме поканивте во вашата емисија Спорт Плюс на Канал Плюс телевизија. Исто така да се заблагодарам и на вашата куќа Канал Плюс, како и до сите гледачи на вашата телевизија. Така, ги следиме сите ваши активности до сега, но најпрво да започнеме од почеток, од каде идејата да се занимавате токму со планинарството? Па вака, идејата, значи, или поточно, јас се занимавам, значи, подолги години со планинарството, но малку на еден подруг начин. Односно, датирањето за планинарството потекнува некаде околу, да речеме, моите помлади години во основно образование и поточно во средно образование, каде што учествував на неколку акции за пошумување на неколку планини, но исто така и каде што често посетував планини и каде што уживав, значи, во посетување на природата и на планината. Исто тоа, значи, продолжи во факултетските денови, но со послаб интензитет, бидејќи имав обврски, но денес, значи, активно продолжив со планинарењето, значи, активно се занимавам со планинарењето и, значи, секој слободен момент го користам водење во планина. Така, председател сте и на планинарското друштво Голак. Од кога постои ова друштво и од кога вие сте председател? Па вака, планинарско спортско друштво Голак од Делчево, значи, решивме ние неколку ентузијасти на крајот на 2013 година во декември месец, значи, да го формираме ова планинарско друштво, со што и официјално на 29 јануари 2014 година бевме запишани во Централниот регистар на Република Македонија, односно од таа дата 29 јануари, значи, постои како официјално планинарско спортско друштво Голак од Делчево. Тоа е, значи, некаде 2 години и 2 и нешто месеци. Така, колку членови брои друштвото Голак и според имате ли информации кој е најмладиот член, кој е најстариот поточно? Значи вака, планинарско спортско друштво Голак Делчево до пред значи една недела е потпише, значи, последната пристапница 37-миот член на друштвото. Инаку јас сум најстариот член во планинарско спортско друштво Голак Делчево, а за моја среќа, значи, мојот син Давид Чучуковски е најмладиот планинар, кој што сега има, значи, 11 години, а инаку е член од самото формирање на планинарското друштво, односно тој беше, значи, само 9 години. Така, има ли амбиции кон планинарството, ги следели вашите постапки? Па
Токму така, значи тој често доаѓа со мене во планина и значи беше рангиран според Федерација на планинарски спортови на Македонија. Значи беше рангиран меѓу првите 3 деца поради што значи поради многуте маршови кои што ги имаше реализирано во 2014-2015 година и поради што доби стипендија значи преку Агенцијата за спорт и млади, а која што стипендија се нарекува значи спортска надеж. Така. Еве да ни кажете колку врвови досега сте искачиле, кои се вашите најголеми успеси лично и лично на друштвото. Еве гледам дека многу благодарници има овде за тоа на кои места се сте биле, па да ни издвоите така некои позначени. Па вака, искачувањето на врвови или посета на планини значи е мој личен успех, но истиот личен успех значи е и успех на Планинарско спортско друштво Голак Делчево. Значи сите заедно значи го делиме тој успех, без разлика дали сум јас и дали се останатите членови на друштвото. Па вака, значи на Балканскиот полуостров ги имам искачено сите високи врвови. Значи ќе почнем од највисокиот врв, кој што е во Република Бугарија, тоа е врвот Мусала, 2925 метри надморска висина на планината Рила. Потоа врвот Митикас, 2918 метри надморска висина на планината Олим во Република Грција. Потоа врвот Вихрен, 2914 метри надморска висина на планината Перин во Република Бугарија. Потоа еден од најтешките и најопасните врвови на Балканскиот полуостров, тоа е врвот Триглав, 2864 метри надморска висина на Јулските Алпи во Република Словенија. Нашиот највисок врв во Република Македонија, врвот Кораб, 2764 метри надморска висина, потоа Тито врв, Солунска глава, Руен, Тумба на Белајсце, значи да не ги набројам, значи мислам дека скоро сите повисоки врвови ги имам искачен. Така, вие сте и единствениот лиценциран водич во Југоисточна Македонија, па кажете ни како се станува вака лиценциран водич, на кој начин се станува? Па вака, за да станете лиценциран водич при Федерација на планинарски спортови на Македонија, значи треба да исполните некои критериуми, односно некои услови. Значи каде што Федерацијата на планинарски спортови значи дава конкурс за планинарски водичи. Вака, значи ќе почнам редоследно. За да станете водич, значи треба да имате најмалку 5 годишно искуство од областта на планинарството. Потоа треба да имате искачено 5 врвови над 2000 метри надморска висина, од кои што некои треба да бидат над 2500 метри надморска висина, некои над 1500 и така натаму. Значи кога веќе ќе станете кандидат за планинарски водич, значи тогаш следува приемниот испит. Приемниот испит на нас ни беше значи на планината Пелистер, односно конкретно од селото Нижеполе до Големо езеро на 2220 метри надморска висина на планината Баба. Значи каде што се гледаше значи познавањето од техника на движење, опасности и така натаму. Значи потоа следува обуката, која што обука траеше значи една недела, тоа беше на Попова шапка, на Шарт планина, каде што се разработува 16 теми. Значи да не ги набројувам, овде е историја на планинарење, географија, метеорологија, исхрана, тактики на одење, безбедност, прва помош и така натаму. Значи да не ги набројувам. Значи откога сето тоа ќе го завршите, значи потоа следува семинарската задача. Значи која што ја дава Федерација на планинарски спортови и каде што треба успешно да ја завршите. Од кога ќе ја завршите оваа семинарска задача, значи следуваат 5 приправнички акции. Односно овие приправнички акции треба да бидат, бидејќи јас сум категорија А, треба да бидат реализирани во период од март месец до ноември месец. Значи оваа се 5 приправнички акции кои што треба да бидете надгледувани од друг лиценциран овластен планинарски водич. И на тој начин значи се стекнувате на крајот со лиценциран планинарски водич категорија А. Така, дали треба специфична опрема за да поседува секој планинар? Точно така. Значи секој планинар кој што сака да се занимава со овој спорт, значи треба да поседува соодветна лична и техничка облека и опрема. Значи тоа не е класична облека и опрема, значи тоа е облека и опрема кои што се направени од посебни материјали. Да, за сите временски услови и кои што облека и опрема се нарекува од материјал, значи дишлив материјал. Значи тоа е целата суштина за овие облеки и опреми. Така, скапа ли е таа опрема, дали може секој да си
Па вака, да си ја значи, дозволи? оваа облека и опрема нормално, како и секој спорт, дека чини, односно дека е скапа. Но јас, значи, тоа не го купувам одеднаш, бидејќи, значи, така, постепено ги собирам и така, значи, ја екипирам. Така, еве да ни кажете некоја интересна случка да споделите со нашите гледачи од вашето планинарење, така. Вака, има многу интересни случки, значи, ако почнам да зборам, значи, треба подолго време. Значи, ќе одвојам во моментот тие што ми текнуваат. Да речеме на планината Пирин во Република Бугарија, на само 800 метри од мене, значи, се сретнав очи со мечка. Така. Значи, како висевме беше? 10 минути, значи, таа мирува, јас мирувам и на крај, значи, тивко се разминавме. Таа си продолжи по нејзиниот пат, јас по мојот пат. Така, на мирен начин се Да, на мирен разминавте. начин се разминавме без некакви проблеми. Така. Друга случка, да речеме, пред една недела, најсвежо, на планината Козјак, меѓу Република Македонија и Република Србија, тоа е над Куманово, Кумановскиот регион. Значи, пред нас на слегување од самиот врв Китка, значи, пред нас, значи, претрча една срна. Кој што имаше можност да се удри во нас. Друга случка, значи, може би е случка, може би не знам како да го дефинирам, значи, по повод, значи, 2 август 2014 година, значи, на мојот часовник, точно видов 2 минути до 12 часот, значи, го искачивме највисокиот врв на бивша Југославија, тоа е врвот Триглав, 2864 метри надморска висина, како што кажа, точно на 2 август 2 минути до 12. Така, интересно. Има уште многу интересни, меѓутоа во моментот вака ми текнуваат. Одржувате и едукативни часови, на кои места и во кои училишта досега имате одржани вакви часови за планинарство? Обака, од неодамна, јас преку, значи, кога се стекнав со лиценцата планинарски водеч при Федерација на планинарски спортови на Македонија, значи, ми беше одобрено да држам и часови, односно едукација со демонстрација, со демонстрирање на облека и опрема, значи, по граѓаните. Посебно целни групи ни се младите, односно децата кои што моментално, значи, психофизички се развиваат. Во основните училишта? Да, во основните училишта и во средното општинско училиште во Делчево. Значи, тоа веќе трае месец и половина и во Делчево, значи, јас ги завршив овие предавања и демонстрирање на облека и опрема во двете основни училишта, како и во средното општинско училиште во Делчево. Исто така, значи, завршив еден таков курс, значи, во градот Пробиштип. Денес, значи, се враќаме од вториото такво предавање. Значи, и можем да кажем дека интересот е навистина голем. И до сега, значи, имаме опфатено повеќе од 220-230 деца. Има ли амбиции кај младите, покажуваат ли интерес? Па токму така, значи, целта ни е, бидејќи знаеме дека техниката и технологијата надвладува секојдневно, значи, целта ни е малку да ги оттргнеме од овој виртуелен свет и да ги насочиме кон природата, од таму каде што сме настанали, и навистина има голем интерес. И јас веќе во моето планинарско друштво имам неколку ученици од средното општинско училиште од Делчево, кои што пристапија веќе во нашето друштво. Еве да откриеме и нешто за вашите следни активности. Кои се вашите идни врвови кои што би сакале да ги искачите и кои се следните активности? Овака, значи, пред да кажам за врвовите, ние имаме годинашна програма која што донесуваме секоја година. Ланската година ја донесовме и во целост ја реализиравме. Исто така и оваа година ја имаме донесено и еден дел, значи, го реализиравме и се надеваме до крајот на годината во потполност да ја реализираме. Значи, наша цел, покрај одржувањето на часови со демонстрирање на облека и опрема, значи, да одржиме уште неколку такви предавања, но со повозрасни луѓе. Се со цел да ги запознаваме за планинарењето. Исто така, значи, наша идна цел ни е, јас последниот викенд, значи, ја обележав, значи, првата планинарска патека, односно ја маркирав од самиот град Делчево, значи на 595 метри надморска висина, се до врвот Чавка, 1536 метри надморска висина, кој што е највисок врв на планината Голак. И истата планираме, значи, до крајот на годината или барем до нашиот планинарски марш, кој што ќе биде на 6 и на 7 август, во комплет да ја реализираме со поставување на таблички, патокази, значи, буквално да биде ставена на располагање. Како на нас како друштво, на нашите граѓани од нашата општина и на сите туристи кои што сакаат да го посетат Голак. Така.
Еве, при самиот крај да ни кажете само неколку совети за сите оние кои што би сакале да бидат планинари како вас. Значи вака, јас не само што кажувам, јас инсистирам, поготово кај помладата популација, како што кажам, активно да учествуваат, значи, во спортување и рекреирање, без разлика дали тоа ќе биде во планина, дали тоа ќе биде во природа. Значи секој слободен момент да со своите блиски, со своите роднини, другари и така натаму, значи активно да спортуваат. Бидејќи во планината не е само пешачење. Значи планинарството е, значи, се состои од поголем број на спортови, како што е планинарски велосипедизам, параглайдерство, спелеологија, значи каде што се истражуваат пештери, потоа скијање, алпинизам и така натаму. Значи секој момент да го користат во Има Македонија убавени, може да се искористат, така да... Македонија е мала на површина, но многу богата со такви природни и историски убавини. Ви благодарам на вашето денешно гостување. Сам дека ќе имаме повторно прилика да поразговараме малку поопштирно за некоја следна ваша цел и следен ваш успех. Благодарам уште еднаш што ме поканивте во вашата емисија, значи Спорт Плюс на Канал Плюс телевизија. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, во продолжение ќе ги проследиме вестите од Европа и од светот. Екипите на Атлетико Мадрид и Баерн Мюнхен, односно на Манчестер Сити и Реал Мадрид, ќе играат во полуфиналето на елитната фудбалска лига на шампиони. Ова е исходот од ждрепката одржана во седиштето на Европската фудбалска федерација во Нион. Дуелот на Атлетико Мадрид и Баерн Мюнхен ќе биде практично реприза на финалето од 1974 година во тогашниот Европски куп, во кој германскиот тим триумфираше, откако првиот меч заврши 1:1, па во ремашот Баерн Мюнхен славеше победа со 4:0. Манчестер Сити и Реал Мадрид досега одиграа само 2 меѓусебни дуели, и тоа во сезоната 2012-2013, а Реал има подобар биланс, бидејќи го доби вториот меч во Мадрид со 3:2, откако првиот во Манчестер заврши 1:1. Првите полуфинални мечеви од Лигата на шампионите се играат на 26 и 27 април, додека реваншите се на 3 и 4 мај. Финалето е на 28 мај. Шпански Вилјареал е противник на Ливерпул во полуфиналето на Европската лига. Вака реши ждрепката во Нион. Ливерпул е главен кандидат за освојување на Европската лига, а со тоа ќе обезбеди пласман во Лигата на шампионите. Севилја и Шахтјор е втората полуфинална двојка во ова надпреварување. Првите мечеви се играат на 28 април, а реваншите на 5 мај. Македонската кошаркарска федерација не е суспендирана од Европската куќа на кошарката ФИБА. Се појавија голем број шпекулации откако ФИБА упати предупредување до кошаркарските федерации од поранешните југословенски републики околу учеството на нивните клубови во надпреварувањата организирани или поддржани од Евролигата, па доколку не им забранат учество, ќе следува суспензија на сениорските селекции од сите репрезентативни надпреварувања во организација на ФИБА. Лейкерс ја победи Јута, а Коби Брајант постигна 60 коша, последните 60 коша во својата пребогата кариера. Во чест на Коби, Лейкерс се подготвија видео кое го проектираа пред самата средба. Коби Брајант го одигра својот последен надпревар во својата кариера. Тој се збогуваше со кошарката и тоа во негов стил. Постигна неверојатни 60 поени во победата над Јута со 101-96. Во негов стил го заврши овој надпревар со пресрат над Јута и крај за надежите за плејофот на Џезерите.
Почитувани гледачи, ова беше се за денес. За повеќе спортски информации читајте на kanalplus.mk. Ви благодарам на вниманието и останете со нашата програма.